Здраво на сите и добре дојдовте во денешново издание епизода. И денеска, пријатели, зборуваме на 4 конкретни прашања кои што ми ги постави Сара, тоа е една наша пријателка. Супер прашања на кои што ќе се надевам дека ќе успеам во овие неколку 5 до 6 минути да одговорам на сите и да ги дадам точните логики, и за да не должам повеќе, ќе преминеме на првото прашање и да видиме што сака Сара да дознае. Дали стевијата е соодветна замена за шеќерот? Сара, супер прашање, и ова прашање не е нешто што можеби другите не си го поставуваат, но си го поставуваат затоа што потребата на луѓето за шеќер и потребата на луѓето за благо е огромна и можеби сакаат да најдат извор на повторно на нешто благо и повторно задоволување на истата потреба, но од различен извор. И тоа е супер. Искрено за стевијата, јас она што го знам е дека е супер опција и замена за шеќер, затоа што ја задоволува таа потреба за благо, но од друга страна е можеби подобар извор од она рафинирање на шеќерна трска или шеќерна репка и е нешто што носи многу помалку калории. Искрено не знам што точно нутритивно содржи останато стевијата, но во секој случај знам дека е подобра опција за шеќерот. Нормално можеби се разликува во нијанси во вкусот за разлика од шеќерот, но во секој случај имаш потврден одговор за прашањето и слободно можеш да го искористиш како замена. Така да по ова прашање немам што повеќе да додадам, да го видиме следното второ прашање. Дали оној посебен тип на леп тонус се вбројува во здрава исхрана? Тонус лебот е според мене супер опција и искрено јас кога можеби вметнувам во моите оброци леб, а тоа е во оброците кога можеби имам граф, леќа, боранија, грашок и така натаму, каде што немам друг извор односно немам толков извор на јагле-хидрати, вметнувам тонус леб, често знам да си го искористам можеби како ужинка, кај што не знам го користам као основа за да си направам некаков здрав и добар сендвич, и тонус лебот е супер опција од причина што ги нема сите оние адитиви, конзерванси, емулгатори и така натаму, не знам што точно се додава во останатите здрави лебови кои што се интегрални и така натаму, но повторно се интегрални, може да траат и недела дена и повеќе од недела дена, затоа што сепак во нив има одредени хемиски супстанции кои што им овозможуваат да не се расипат, да не се стврднат и да останат така меки, да бидат интегрални, така да тонус лебот е многу подобра опција од сите оние кои што се пакувани интегрални работи кои што ги гледаме по маркетите, односно не работи, туку конкретно за леб зборуваме. Исто така добри се опции за интегрални лебови кои што може да ги најдете во некои пекари, и тоа се исклучиво лебови кои што мислам ќе ги препознаете и по самата тежина и ќе ги препознаете по тоа што после ден-два веќе стануваат доста тврди, и тоа значи дека се работи за квалитетен леб. Така да тонусот е супер и супер се и сите интегрални лебови кои што не содржат никакви адитиви и не се спакувани да имаат рок можеби 10-20 дена во маркетите. Толку имам за тоа прашање, и третото и четвртото уште ни остануваат, така да ајде да ги видиме и да ги слушнеме. Што е најправилно да јадам во денови кога сум од 9 наутро до 4-5 попладне на факултет? Сара, најправилно, не знам што е, искрено, секој за себе треба да си одлучи што е најправилно, но на што јас го зборувам константно и ќе го зборувам и понатаму во сите епизоди е дека најправилно е да денот ти почне у првите 60 минути од будење, односно да го имаш првиот оброк најдоцна во првите 60 минути од будењето и да распоредиш оброци на 3 до 4 часа. Тие распоредување на оброци од 3 до 4 часа ќе зависат исклучиво од тоа колку можеби имаш ти време да посветиш на тој оброк, пошто ако си ти на факултет и со обврски и со кратки паузи и така натаму, веројатно не можеш да посветиш можеби повеќе од 5 минути за да имаш оброк. Во тие 5 минути можеш да изедеш нешто што е овошје, нешто можеби јогурт, можеби некој ризови
рисови галети со путер од кикирики, добар протеински бар, односно чоколадце, можеш да изедеш нешто, не знам што друго би било брзо, сушено овоше со јатки или само јатки, може би ако имаш 10 минути па да изедеш некоја салата или да си направиш од дома интегрален сендвич со тонус хлеб, као што го спомнавме пред малку, да си ставиш фета или да си ставиш зеленчуци и така натаму, значи има многу опции. Најправилно е оброците да ти бидат распоредени на 3 часа, а ти одбери си што ти оброци ќе бидат, дали тоа ќе биде некој меги оброк, ужинка или тоа ќе биде можеби некој главен оброк за кој што ќе имаш време 20 до 30 минути да го изедеш. А што е најправилно, како ја да ти кажам, ќе јадеш во 9 тоа, во 11 ова или во 1 тоа, искрено не би можели и нема да го погодам, затоа што сепак секој индивидуално си има свој ритам на денот и секој од нас индивидуално има можеби во одреден ден одредено време на кое што може да го посвети на јадење. Така да тоа е мојот совет. И четвртото уште остана да го видиме. Дали корекцијата во исхраната ќе го намали времето потребно да се наспија? Сара, огромно да, и тоа те како ќе го намали времето за да се наспиеш, затоа што нашето тело и нашите метаболички процеси не знаат друг извор на енергија освен тоа што ќе го ставиме во устата и едноставно каков ќе имаме начин на живот. Така да, она што и од искуство јас можам да ти го кажам е дека пред јас да ги сменам навиките и пред да можеби се освестам дека треба да направам некаква промена, мојот ден беше катастрофален, со 2 оброци дневно, без појадок, никаков распоред во оброците, имав огромен недостаток на енергија, тоа значи борба со алармот кога ќе се разбудев на сабајле, тешко будење, потреба за преспивање после ручек, неколку падови на концентрација, 6-7 кафења дневно и различни стимуланси на енергија кои што се сокови, редбули, благо, шекери и така натаму. И знам и сум сигурен дека огромен број на луѓе се во истиот овој круг и го имаат твојот проблем, али супер што ти имаш храброст да прашаш за сето ова. Дефинитивно исхраната ќе донесе повеќе енергија и начинот на живот ќе ги активира метаболичките процеси. Она што тука го зборуваме е дека доколку имате квалитетна исхрана и доколку имате редовност на оброците, ќе го поттикнете вашиот метаболизам да работи побрзо. А нормално кога работи побрзо, исто како кола, кога ја возите побрзо, троши повеќе енергија. Тоа за нашето тело значи дека ќе се ослободува повеќе енергија и вие ќе се чувствувате многу подобро во денот. И ќе биде многу нормално да со 6 до 8 часа се наспиете. Порано јас пиев 8 часа, се будев уморен и не можев да го истерам денот до крај. Така да дефинитивно да, големо да, за тоа дека исхраната ќе придонесе за повеќе енергија и од лично искуство и до искуствата со сите луѓе со кои што работам. Нема ништо нелогично во тоа, така да само треба одлука за да се проба. Така да ова беше последното четврто прашање кое што го одговоривме за Сара. Фала ти, Сара, за супер прашањата, фала ти за интеракција и нормално ти ќе бидеш пример, можеби да охрабриш луѓе да го искористат овој хаштаг или можеби да ме контактираат во инбокс да ни постават прашања. За денешната епизода завршуваме. Имајте си убав ден, останете со здрави животни навики и се гледаме во следно издание. Чао, чао!